Добро вечер. Во продолжение следуваат минути за најновите информации од културата. Македонскиот поет Никола Маџиров е лауреат на 17-тата меѓународна награда за поезија, поезија и луѓе, која викендот му беше доделена во кинескиот град Гуангџоу. Оваа независна поетска награда е востановена од книжевното списание Поезија и луѓе и се доделува од 2005 година за посебен придонес во современата светска поезија. Македонскиот поет Никола Маџиров е лауреат на 17-тата меѓународна награда за поезија, поезија и луѓе, која минатиот викенд му беше доделена во кинескиот град Гуангџоу. Оваа независна поетска награда е востановена од книжевното списание Поезија и луѓе и се доделува од 2005 година за посебен придонес во современата светска поезија. Наградата, која се состои од скулптура, изработена од академскиот скулптор Жанг Јапинг, објавена книга на кинески јазик и паричен износ, му беше доделена на Никола Маџиров на свечена церемонија во Центарот за уметности во Гуангџоу. Скулптурата е инспирирана од стих на Маџиров од песната "Од секоја лузна на моето тело", а на церемонијата премиерно беше изведена композиција според стиховите на песната "Оној што пишува", како и кратка драмска изведба според песната "Совршеноста се раѓа". Маџиров на церемонијата го прочита говорот на благодарност, како и 3 песни на македонски јазик. Никола Маџиров е најмлад досегашен странски добитник на оваа престижна награда за современа поезија. Досегашни лауреати се добитниците на Нобеловата награда за литература Дерек Волкот и Томас Трансстромер, кој беше лауреат и на Струшките вечери на поезијата. Ова е трето меѓународно признание за Никола Маџиров годинава по Европската награда за поезија НК Казер во Италија, во мај и признанието почестен гостин на меѓународниот фестивал Денови на поезијата и вино во Словенија во месец август. Во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје, во галерија Кора, беше отворена изложбата "Откривање на нашата природа" на авторките Ивона Велковска, Катерина Филиповска-Стефановска и Розета Картова. Авторките преку своите дела, изработени во акрил, масло и комбинирани техники на платно, го споделуваат своето лично доживување на природниот свет и неговата нераскинлива поврзаност со човечката внатрешна состојба. Нашата галерија Кора при Домот на култура Кочо Рацин Скопје проблематиката поврзана со природата ја афирмира повеќе децении преку бројни разнородни проекти, изразни форми, вклучувајќи самостојни групни изложби, перформанси, еколошки хепенинзи, видеопроекти и најразнородни медиуми со кои уметниците се изразуваат, вклучувајќи експериментални медиуми, како што и оваа изложба, чиј автор е Ивона Велковска, уметница која е наградувана и со која соработуваме и во повеќе проекти, особено учесник во бројни наши групни изложби во земјата и во странство. Овој пат се 3 автори ангажирани од нејзина страна, кои се активно присутни во сферата на педагогијата, што е особено значајно за да природата не буди само воскит, адорација, да не биде само химна, симфонија, која побудува мигновена доживелица преточена во естетски вообличувања, туку да биде она што е од најраната возраст побудување на свеста, одговорноста кај секое битие да биде продлабочено, не само поврзано, туку посветено на вредностите кои таа ни ги вдахновува и за свеста дека секое битие е неразделен дел од тој чудесен, инспиративен и никогаш до крај недоразоткриен волшебен свет со сите тие магични нешта што природата ги нуди, со сиот раскош кој постојано во сите сфери на уметноста буди не само импресија, не само восхит, туку остава бројни големи остварувања кои ја вдахновуваат и цивилизацијата во која живееме и оние кои следат.
И вестите ги завршуваме со уште една информација за една изложба која се отвори во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Отворена е изложбата Скулптури, паралелни светови талог од Сонја Поповска-Трајковска. Таа се представи со 20 скулптури од најновото творештво. Поповска-Трајковска за првпат излага пред кумановската публика. Таа дипломирала скулптура во Скопје, работи со различни материјали како што се метал, дрво, керамика. Идејата во своето ликовно изразување ја раскажува и пренесува преку слободни форми во зависност од материјалот во кој работи. Истражувајќи за новите тенденции во изразувањето, ја прифаќа современата техника и технологија. Во последните изложби ја користи керамиката како медиум во кој сака да истражува со скулпторскиот израз. Реализирала повеќе самостојни изложби, а учествувала на многу групни представувања. Изложбата во Куманово ќе биде отворена до 18 септември. И тоа е се за денеска. Ви благодарам на вниманието.